Беше ветено подобро функционирање на градот, изработка на нова сообраќајна студија, дефинирање на нов режим на движење на возилата, проширување на улици, изработка на нови сообраќајници, но тоа остана празна буква на хартија. Наместо проширување на постоечките улици во центарот на градот, нов режим за движење и олеснет проток на возилата низ градот, добивме тотален хаос и секојдневни сообраќајни гужви кои го блокираат градот. Куманово после скоро 4 години власт на СДСМ и Димитриевски секојдневно се гуши во се поголем сообраќајен метеж поради немање соодветна патна инфраструктура. Актуелниот сообраќајен режим е нефункционален, бавен, а на неколку точки закочен и блокиран. Денеска во Куманово побрзо ќе завршиш некоја работа движејќи се пеш, отколку движејќи се со возило низ метежот. Локалната власт и градоначалникот Димитриевски во изминативе 3 години успеа да потрошат преку 30 милиони евра, пари на кумановци, без при тоа да реализираат ниту еден капитален и инфраструктурен проект, со кој би се решил или подобрил сообраќајниот метеж во Куманово. Нема нови улици, нема проширување на главните артерии во градот, нема нова сигнализација, но затоа има потрошено фантастични 30 милиони евра буџетски пари. Пари дадени од нашите джебови. Граѓаните прашуваат дали локалната самоуправа превзема мерки за надминување на овој хаос и до кога СДСМ и Максим Димитриевски безмилосно ќе ги трошат народните пари, а проблемите ќе ги кријат под тепих.